Ако не сте ги гледале претходните видеа, топло ви препорачувам прво нив да ги погледнете. Инаку ова што ти го споделам сега, може би нема целосно да ви биде јасно. Кога во состојба на спокојно седење, би слушале некоја тивка и нежна инструментална музика, но со апсолутно смирен ум. Импресиите од мелодијата добиваат подруга длабочина. Не е тоа веќе само обична музика, туку е и трансфер на некакви мистични информации. Во таквите моменти на спокој и длабока опуштеност, сваќаш дека фреквенцијата на мелодијата има можност да разбуди одредени духовни центри во твоето тело и на некој мистериозен начин да ја обликува твојата внатрешна енергија. Во тие мои седенки во тишина, на крајот од денот си пуштав по неколку такви песни и ги слушав. Но сега со изострени сетила и со подлабоко отворена свесност. И во еден таков миг се случи нешто на вистина невообичаено. Слушајќи ја музиката, во мојата свесност се случи препознавање. Слушам и си велам. Овие звуци ми се некако познати. Толку многу ми се блиски, толку многу ме потсетуваат на нешто, но на што? Останав подолго време во состојба на зачуденост, но и благ стремеш да успеам да се сетам од каде ми се познати. И така, слушајќи ја музиката, одеднаш изговорив. Па да, ова е фреквенцијата на мојата душа. Уште и си реков, а како можев да ја заборавам? Тука би сакал да истакнам нешто интересно. Иако ги кажав тие реченици, фактички не знаев точно што означуваат. Како еден мал дел од мојата свесност да го изврши препознавањето, но поголемиот дел се уште не го сваќаше нивното вистинско значење. И покрај тоа што добив такво длабоко сознание, не ја прекинав активноста, туку продолжив и понатаму да седам и да уживам во мелодијата. После известно време, половина час отприлика, откако завршив со сесиите на спокојно седење предвидени за тој ден, решив да излезам на една кратка прошетка до блиското паркче, за да ги протекнам нозете од долгото седење. И токму на таа прошетка го доживеав неверојатниот настан кој што ви го најавувам веќе неколку видеа наназад. На таа прошетка се случи мојата блиска средба со сопствената душа. Ако се прашувате што се случи поточно, најдобриот одговор би бил: движејќи се по улицата, одеднаш се отвори небото. Но не во буквална смисла, барем не во ова физичка димензија. Беше тоа повеќе како да се отвори внатрешен простор пред мене, кој што се протегаше од моите гради, па се до некаде горе над облаците. И таму, од другата страна на тој простор, беше таа, мојата преубава душа, вечната љубов на моето постоење. Во тие моменти на тотална еуфорија, првото прашање што јас си го поставив беше: како е можно? Како е можно едно такво љубовно битие воопшто да постои? Нешто толку мило, толку нежно, убаво, но и толку моќно истовремено. И кога ќе видите каква љубов има душата према вас, кога ќе сватите колку многу и значите, но и колку многу и требате, уште и кога ќе ја почувствувате таа нејзина чиста божествена љубов како целосно ве облева,
тогаш целото тело ќе ви затрепери, затоа што нема да можете да го издржите тој интензитет на божествена љубов. Во истиот момент ќе заборавите кои сте, ќе заборавите што сте, ќе заборавите каде сте. За вас светот ќе престане да постои. Единствено што ќе остане е незиното присуство и незината љубов. Ете тоа е битието што вистински недостига во нашите животи. Недостига нашата душа. Можете ли да се сетите на неа? Постои ли такво битие во вашиот живот кој нетрпеливо чека повторно да се сретне со вас и да ви каже колку многу и недостигате? Постои ли? Подумајте се, но не брзајте со одговорот и не размислувајте со умот да му ги нема овие одговори. Нурнете се во длабочината на своето срце, во длабочината на своите гради и чувствувајте. Еве ќе ви помогнам со една музичка асоциација.